Огорченост и загриженост на лицата на жителите од селата во Струмичката котлина по одлуката за спојување на концесиите на Euromax Resources за отворање на рудникот за злато и бакарка и ловица. Тие велат дека ја прочитале двојната игра на владата и на судовите, за кои сметаат дека работат по тактот на Дуи и на назив Дестаниот еколог, кој преку ND Group стана еден од најголемите акционери во канадската фирма. Од тогаш одлуките на институциите почнаа да се менуваат во негова корист. Сепак, реализацијата на овој проект нема да оди лесно. Населението е подготвено со жив зид да ја брани котлината. Иловица и Штука се две села во подножјето на планината Огражден, со разиграна природа и со кротки луѓе. Еден од нив е и 77-годишниот Илјо Малинов. Иако возрасен, се уште е витален и со борбен дух, особено кога ќе се спомне проектот за отворање на рудникот. 6-700 куќи. Двете села. И, значи, ако са сега во странство, некои над 2000 жители. Ние сме село населено место е това тук. Рудник на 500 метра. Логика. Намерата ни е не да правиме отпор, него ќе правиме отпор до крај. Ако како мене има, как се завртам позади мене, ако има фронт, до последниот борец ќе се бореме да не дозволиме рудник тука да се отвори. Локалците се горди дека нема кој не слушнал за струмичката пиперка, домат, краставица, лубеница или како што тие велат за нашите чушки и френки, чисти, органски вкусни. Но рудник и земјоделие не одат рака под рака. Струмица на времето ја хранише половина Југославија. Сега кој имидж ќе го имаме ние со овој рудник? Кој ќе ни го сака производството? И да не биде прскано, и да излезе нешто. Кој ќе ни верува нас? Никој. Значи, сите ќе бидеме осудени на пропаст. Земјоделие ќе нема. Погледнете само оваа градина, како е направена. Ништо нема, чиста, уредена, непрскана, без хемикали. Рударство не оди со здраво земјоделие, со органско производство на земјоделски производи. Тоа е невозможно. Во сите села во Струмичката котлина главна тема е одлуката за спојување на двете концесии на инвеститорот Euromax и прашањето дали тоа значи дека наскоро ќе добие и дозвола за експлоатација. Така е и во Муртино. Иван Заев, роднина на поранешниот македонски премиер Зоран Заев, подсетува дека има причина зошто концесијата беше одземена пред неколку години. Како ќе го изолират? Ние сите села ќе погинат за дел од секундата. Дел од секундата не може никој да спаси. Од таа брана 275 метра. Тоа е исто да ти на главата прават рудник на главата. Да турат на главата, рудник да прават. Муртино, не само Муртино, Струмица. Опитаме Струмица цяла, не само Муртино. Референдуми, блокади, протести, раскината концесија во 2019-та, судски постапки, враќање и спојување на концесиите. Приказната за рудникот наликува на возење на ролер костер. Археологот Милена Зафирова од Иловица вели дека се изморени од живењето во страв. Се бориме со корпорации, со профитери, со политичари, луѓе кои што се намерачиле на планината и сакат и она малку што ни останато да ни го земат. Значи зборуваме да ни ја земат планината, да ни ги земат водите, реките, бавчите. Значи 7 години веќе живееме во неспокој, во тотален стрес, во стравови дека ќе ни се уништи светот, домовите, бавчите, се што сме градиле тука со огромна љубов, и ние и нашите дедовци. Луѓето се исплашени, значи се гневни, доаѓаат тука бабички, мајки, се тресат, се плашат, ми викат готово, рудникот се отвори, как ќе живееме тука по това хидројаловиште? Ми викат ние немаме стоено до нешто толку големо. 276 метри брана висока и ти тука со децата да се спиеш, како ќе спиеш под тоа чудовиште? Такво нешто нема на свет. Ова е највисокото хидројаловиште на светот, значи го нема ни во Америка,
ни во Канада, ни во Кина, ама никаде на светот. И сега, зашто да им веруваме на овие луѓе, кои што крие студии низ годините, притиска, корумпира, зошто да им веруваме? Значи, праксата докаже дека не се за верување. Јас ги замолувам да си одат со убаво, ако веќе не сватија до тука овие 7 години, оти ние нема да отстапиме ни педа. Значи, ќе се бориме до последниот здив, до последната капка крв, до последната капка пот. Откако владеачката СДСМ ја реафирмираше идејата за нов референдум за рудникот, активистите забележуваат дека потегот е задоцнет и требало да се случи пред спојувањето на концесиите, а и народот веќе го кажал своето на претходните граѓански изјаснувања. Тие не го прифаќаат образложението на Министерството за економија дека одлуката на судот им ги врзала рацете. Управниот суд наведува јасно дека барањето за спојување на концесии се отфрла, а владата во најбрз можен рок го прави првото нешто што не е ни напишано од Управен суд дека треба да се прави. Тоа апла покажува дека е врзано со огромен криминал, дека што поскоро треба да се завршат одредени работи од како еколог влезе, да се изгланцаат, да кажеме, тие работи, да се подмачкаат народно кажено, за да може што поскоро да дојде до давање дозвола на експлоатација на база на спојката на двете концесии и започнување на работа на рудникот. Владината одлука за спојување на двете концесии, која што следуваше по пинг-понг партијата помеѓу управниот и висшиот управен суд и конечната пресуда во корист на Евромакс, ја прели чашата. Струмичката котлина се мобилизира. Почнуваат протести и блокади, се појавуваат нови иницијативи. Ние сме категорични дека тој рудник не треба да се отвори и нема да дозволиме да се отвори од проста причина бидејќи е загрозување и индиректно и веќе и директно негонато од нашите домови и нашите живеалишта, каде што сите овде имаме формирани своји семејства и сакаме да останеме овде. Тоа е рудникот на смртта кој носи милион отрови и милион работи кои ќе уништат нашата котлина. Како не послушаат, ние сме спремни на радикална борба, нема откажување, ако треба и ќе гинеме за ова, затоа што се работи за нашите животи овде. Младите сме вклучени во овој отпор затоа што ние таму ќе живееме едноставно, нема кој друг по нас да дојде. Сега можеби народот уште е малку пасивен бидејќи не се излезени штетните последици на виделина. Убаво им е сега на тие што им даваат пари, викат има добар живот, имаме пари, ама џабе ви се пари кога ќе немате храна, кога ќе немате вода. А Евромакс, охрабрен од одлуката на владата и судските пресуди, бара надлежните институции без одлагање да овозможат реализација на инвестицијата. Воспротивно, најави арбитражна постапка за огромни пари. Вкупните штети кои потенцијално ќе се наплатат од буџетот на Северна Македонија изнесуваат повеќе од 1 милиарда евра, без пресметани камати. Инвеститорот притиска за проектот. Владата уверува дека ќе го слуша гласот на народот, а граѓаните се мобилизираат. Станува јасно дека приказната за Иловица е далеку од завршена, иако пред неколку години беше дадено ветување за ставање крај на рудниците на смртта. Струмичката котлина важи и за земјоделски крај, од кој што се прехранува цела Македонија. Но локалните жители сега живеат во страв дека ќе им се уништи родот. Решени се по ниту една цена да не дозволат отворање на рудникот и не веруваат во најавите дека ќе се применуваат најсовремени практики. Не сакаат азното да оди за некој друг, а тие да ги трпат последиците од тешката индустрија.